Нина Симовска, 14 години, работи како уметник и дизајнер. Има нацртано повеќе мурали во Скопје и моментално последниве 4 години работи повеќе на дизајните на облека кои што може да се најдат во нејзината колекција. До сега има направено 7 самостојни изложби, а за нејзините планови за воиднина и за она што го работи во моментов ќе да знаеме во утро токму од нејзина. Нина, ќе ти посакам добро и убаво утро. Ти благодарам на подвоеното време и што нели прифати да бидеш ова дело. Добро утро, секој утро. Ти благодарам, Ивана, на поканата. Да се навратиме ајде малце години наназад, ако сакаш да те навратиме пред 14 години, како започна целата твоја приказна еве со уметноста? Па, бога ми, 14 години не се малку да се навратиме. Целата приказна започна преку мојата желба да имам самостојно уметничко студио. Тоа е нешто што сум го посакувала уште од мали нозе. Меѓутоа, начинот на кој што сум стигнала до овде е имало многу ups and downs, како што би рекле. Навистина, баш сега кога се подсетам, точно 14 години се навршуваат во декември од мојата прва самостојна изложба и еве веќе во нов концепт се уште сум тука. Нина, неодамна ја промовиравте и својата најнова колекција. Што беше мотивот на оваа колекција? Оваа колекција е продолжување на последната изложба, која што имав пред речиси 2-2,5 години веќе, која што носеше наслов Внатрешни војни. Целата идеја и концептот околу новата колекција е содржана од дизајни кои што се претежно од девојки или женски самурајски војни, кои што јас ги последниве неколку години активно ги работам. Нив ги замислувам како еден штит измеѓу нас и општеството во кое што живееме, значи како некаква внатрешна борба која што имаме во секојдневието. И сите дизајни кои што се представени на дали се маичките или доксерите, се едно, треба да представуваат нешто кое што луѓето би сакале да го носат како со задоволство, нешто што нив ги отсликува, што ги прави да бидат уникатни, поразлични и нешто со кое што се идентификуваат во ова време сега каде што живееме. Значи целиот концепт во позадината е таа внатрешна борба која што почнува и од мене, а гледам дека и луѓето многу убаво ја прифаќаат и се идентификуваат со неа. Да, Нина, 14 години веќе како што твори, што е важно и за уметникот да твори? Важни се, за секој е различно би рекла пред се, меѓутоа важни се многу работи. Тоа е склоп на повеќе работи истовремено. Кај мене, например, јас можам за мојата приказна да зборувам. Многу важно е наблюдувањето, многу важно е какви искуства совладувате во периодот и начинот на кој што имате потреба да ги изразите пред светот. Мислам дека тоа и нас не прави различни како уметници, зависно од периодот во кој што поминуваме. Јас во овие 14 години сигурно сум поминала низ многу фази. Сега ја поминувам оваа последна, каде што имам потреба да се изразам еве во овој медиум каде што работам сега. Да, тоа што како творите вие, нели се покажува во јавноста, нели, и за тоа колку луѓето се задоволни. Каква е положбата еве во Македонија за уметниците? Има ли нешто што ви недостасува? Верувам дека има нешто од кое што имате незадоволство. Да, секако, тоа го знаеме, нели, приказната дека многу работи не достигаат во Македонија, дека многу малку простор се остава за културата и пред се и за дизајнот во ваква форма во која што го работам јас. Не би сакала да се осврнувам толку многу на тие работи што ги нема, само би сакала да нагласам дека и така ако има простор за иновативност во Македонија, тоа од секогаш го имало, не е нешто ново. Начинот на кој што другите работи не притискаат и не оставаат простор да бидеме слушнати и погледнати, сепак зависи од сите нас заедно како општество и мислам дека и такако има простор да си помогнеме едни со други. Би сакала да ги охрабрам пред се и помладата генерација, оние кои што нели доаѓаат после мене, дека патот е наистина тежок, меѓутоа не е невозможен. Јас сум пример дека може, ако доволно сакате нешто да остварите и такако има начин како. Да, како настануваат еве сите овие парчиња кои што вие ги правите, доксерите, маичките, се она што може да се изработи на текстил кој што може да се најде во вашите колекции?
Мојот начин е малку специфичен, односно јас преферирам тоа да оди најпрви на изложба, да има своја промоција и тие дизајни кои што јас ги имам смислено исцртано, понатака да добијат своја секундарна употреба, во овој случај да влезат како дизајни на парчиња на облека. И тоа е многу интересен процес и исто така морам да нагласам дека и е малку специфично во Македонија да се работи, бидејќи нас не недостигаат многу материјали, увозот на странски оние делови кои што ни се потребни за изработка се многу скапи и така натака. Затоа оваа година јас се охрабрив на некој начин да дел од тој процес го скратам, односно да набавам и некои машини кои што можам дел од производството да го правам и сама. И едноставно тоа ми дава и креативна слобода да можам и да експериментирам, да видам што повеќе поминува кај луѓето, кои бои или кои дизајни, кои типови, кои величини функционираат. И откако тоа ќе го истерам јас како за себе во своето студио, би можело понатака и да отвори врати и за другите дизајнери да побараат и помош, односно да се најдат себе си во целата таа приказна. Да речам да го изодам дел од патот, да можам и да го принесам знаењето со кое што сум се стекнала. Да, токму пред еден месец од прилика беше вашата последна изложба. На што се работи во моментов? Што ќе можеме следно да видиме од вас? Во моментов активна е последната колекција од промоцијата на внатрешни војни, значи беа презентирани маички со кратки ракави и дуксери. Тие сите може да се најдат на мојата веб страна, на која што морам да нагласам дека сум многу горда, пошто ја правев од нула. И секоја чест и на графичките дизајнери на тие што го работат тој дел од дизајнот, наистина не е толку лесно, меѓутоа ви остава простор кога го работите сам да знаете целиот производ, да поминете ни сите фази на производот и да видите како изгледа тоа и да можете и вие понатака да играте со вашиот дизајн понатака. Освен оваа колекција, се надевам дека ќе излезе уште едно мало изненадување пред Нова година за новогодишните празници. Имам и една промоција која што се одвива на Инстаграм, запната сум да истерам да има дизајн на нова маичка секој месец, каде што тие што ме следат ќе може да гласаат за дизајн и на крај тоа што тие ќе го одберат, тоа јас да го издизајнирам и тоа да биде маичка што ќе може да се купат понатака. Да се надам дека сите овие планови ќе стигнеш да ти се исполнат, да ги направиш. Ние сме тука да ве проследиме, и секако се гледаме на следната изложба. Ти благодарам многу на поканата.